Добро вечер. Добре дојдовте во Несомнено. Еве е најавата за вечерва. Има докази дека тој ден е побарано зголемување на сили од СВР Скопје, но истите пратиле телеграма каде што кажале дека е доволен број на луѓе кои ги имаат. МВР го најде сликарот што го фотографираше Чавков во шутка. Утврди кој ја споделил фотографијата и на Facebook. Обвинителството никако да напише кривична за неовластено фотографирање. Ако имаат било каков доказ против мене, веднаш, без двумење да го објават. Внатрешна контрола го испита случајот со сообраќајката во која учествуваше син на началник од битолската полиција. Утврдиле дека нема никакви дисциплински пропусти од страна на началникот. Јавното обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција го поднесе обвинението до Скопскиот кривичен суд за собраниските случувања од 27 април лани. Кривичниот совет на Скопска единица ја преиначи одлуката на највисокото судско тело, Врховниот суд, за 5 мина осомничени, и мерката куќен притвор, која што ја одреди Врховниот суд, ја замени повторно со притвор. За овој правен преседан разговарам со еден од бранителите на осомничениот Душко Лазаров, поранешен началник во МВР. По поднесувањето на обвинението од страна на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција за настаните од 27 април, 5 осомничени кои што беа поранешни вработени во Министерството за внатрешни работи се вратени повторно во притвор, иако Врховниот суд им одреди мерка куќен притвор. Меѓу нив и еден ваш клиент, станува збор за началник во Министерството за внатрешни работи Душко Лазаров. Како го коментирате тоа? Дали кривичниот суд не почитува одлука на Врховниот суд? Вака, значи, едно да биде сватено, бидејќи знам дека јавноста наша е поларизирана и се однесува навивачки. Ние мораме да се однесуваме како правници. Значи, не зборувам јас дали постои вина кај куп други луѓе или не постои, дали настанот се случил. Настанот се случил. Но дајте да утврдиме виновници и дајте тоа да го направиме на законит начин. Значи, обезбедувајќи ги сите човекови права и слободи кои стојат во законот. Во оваа ситуација е многу чудно, зборувам исклучиво за Душко Лазаров, што истиот се враќа во притвор после од 24 часа поминати дома. Врховниот суд, кој ги проценувал опасностите од бегство, проценил дека истите опасности може да се избегнат, односно гаранција да се обезбеди за негово присуство, доволен и куќниот притвор. Наеднаш првостепениот суд, кривичниот совет ноќе решава и определува мерка притвор и ноќе цик зоре го враќаат во притвор. Зошто ова не е во ред? Прво, се покажува и понатаму спротивставените ставови, политичката борба и други борби помеѓу основниот суд, кривичниот, најголемиот суд и Врховниот суд. Нивната расправија другите луѓе ги кошта многу. Селективната правда, ако вие 5 луѓе кои се само во МВР вратите во притвор, како го објаснувате за другите? Затоа што нема притвор, него е доволен куќен притвор. Зошто баш полицајците, како другите да не постои опасност од бегство, ако веќе за нив утврдил? Трето, ваквиот начин на постапување исклучиво во кога е во прашање одделение за организиран криминал или основното јавно обвинителство на ИСЈО, и таа пракса и понатаму продолжува. И тоа ни пречи затоа што ние немаме судска пракса, еден нормален однос на судот. Што пречи понатаму? Тоа што бранителите буквално дознаваат сабајле. Значи, вие цела ноќ работите кривични совети, затоа што обвинителството предложило. Ние немаме можност да се изјасниме на било кој начин по притворите, од каде знаат дека воопшто состојбата кај луѓето кои се во куќни притвори не е сменета, дека некој не е болен, не е на умирање или на било кој друг начин, него носите решенија без воопшто да знаете фактичката состојба. Страсбур на ова неколку пати одговори со своји пресуди, утврдувајќи дека се прекршени правата.
еднаквоста на орудијата. Ние со обвинителството сме странки во постапката. Судот не се однесува така. Не смета за странка во постапката, него едноставно, ја не знам, како мртва природа, како нужно зло. Ние имаме своја улога според законот и ваквиот однос на вистина пречи. Ова само покажува дека продолжува истиот начин на однесување на судот и ништо не е подобре. Од правните реформи нема П. Истиот начин го примени и во Фаланга, каде што луѓето беа во куќен притвор, 2 месеци беа во куќен притвор додека апелација решаваше, после 2 месеци ги вратија во притвор. Сите беа дома, никој не го прекрши куќниот притвор. Какво онда образложение имате дека постои опасност од бегство? Високи казни? Па тоа е избришано од законот затоа што е запретена висока казна, која може би ќе ја добие во постапката. Слушам и такви коментари. Па каде е презумпцијата на невиност? Нешто што е основа на нашиот систем. Така. Предпоставувам за овие одлуки ќе се жалите. Апсолутно. Апсолутно. Прво ќе ги запазиме сите инстанции во Република Македонија. Апелациониот суд жалба, евентуално барање за заштита на законитоста до јавниот обвинител на Република Македонија, нешто што не ни дава многу надеж, затоа што лично јавниот обвинител излезе и го реферираше предметот пред јавноста, а понатаму ќе ги искористиме сите можни средства и пред судот во Страсбург. Така. Која е сега постапката за овој конкретен случај? Бидејќи нели кривичниот совет сега продолжи притвор за уште 30 дена, предпоставувам нели по поднесен обвинителен акт, сега имате право да се жалите на апелација или Кривичниот совет на апелациониот суд. Така. Постои постапка и пред Врховниот која може да се спроведе? Вие кажав барање за заштита на законитоста, нешто што беше спроведено, ако се сеќавате, за Сеат Кочан, за другиве кои се во екстрадиционен притвор, но не ни дава многу надеж, пак ќе ви кажам, затоа што лично јавниот обвинител излезе и го реферираше предметот со определен степен на своја убеденост дека тоа е така како што пишува обвинителниот акт. Државниот јавен обвинител пред јавноста кога го објаснуваше обвинението, посочи дека вашиот клиент Лазаров со уште двајца нели вработени во Министерството за внатрешни работи се првата тројка која се гони кривично за терористичко загрозување на безбедност и уставниот поредок затоа што не ги зголемиле полициските сили во и околу собранието. Во завршните зборови, еден ваш колега адвокат, кој што е бранител на поранешниот директор на БАБ Митко Чавков, посочи дека овде нема основ за дисциплинска постапка, не за кривично дело од областа на тероризмот. Како тоа го коментирате? Точно, тоа ќе го слушнете и во судница, е дел од нашата одбрана, но едно друго нешто би потенцирало. Има таму правилници за златна, сребрена и бронзена команда. Душко Лазаров не е дел од ниедна од овие 3 команди. Он е член на оперативниот штаб како советник. Има еден куп луѓе кои се надредени над него. И ако логиката на обвинителот била хиерархиски надоле, по ланец на командување да ги обвини сите, јас се прашувам како тогаш може да го нема министерот, како да го нема заменикот, како да ги нема луѓето главни на СВР Скопје и на другите делови од МВР. Душко Лазаров е премногу ниско, после директорот, значи многу скалила меѓу него и директорот на БАБ, за да можете него да го обвините да прескокнете еден куп други луѓе. Начинот на кој се постапува и се бара зголемување на сили, ќе го објасниме во судница, затоа што има докази дека тој ден е побарано зголемување на сили од СВР Скопје, но истите пратиле телеграма каде што кажале дека е доволен број на луѓе кои ги имаат. Но кривичната пријава за фотографот на поранешниот министер за внатрешни работи и поранешен директор на БАБ Митко Чавков никако не може да стигне на дневен ред во Скопското јавно обвинителство. Иако фотографирањето беше направено во ноември лани, иако внатрешна контрола утврди кој сликал во затворот во Шутка во декември, сепак јавното обвинителство
уште нема поднесено пријава за неовластено фотографирање. За овој случај, кривична пријава има поднесено и сопругата на поранешниот прв човек на полицијата. Зошто со месеци не е поднесена кривична пријава за фотографирањето на поранешниот министер за внатрешни работи и поранешен директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, ако се знае кој неовластено го фотографирал во истражниот затвор Скопје, познат како Шутка? Обвинителството потврдува дека ги знае сторителите, но нејасно е што уште истражува, кога се знае дека лицето кое ја направило фотографијата го виделе од затворската полиција во Шутка. Утврдила и внатрешна контрола на МВР, а пријава за овој случај поднела и сопругата на Чавков. Со предметот се постапува во основното јавно обвинителство Скопје. Веднаш по објавување на фотографијата на лицето во дворот на истражниот затвор, обвинителството отвори предмет под опрен глас. Потоа пристигна и кривична пријава поднесена од сопругата на оштетениот, пошто истата беше споена во првично отворениот предмет. Надлежен јавен обвинител издаде наредба за прибирање на податоци. Утврдени се засега две осомничени лица, службени лица вработени во истражниот затвор. Едниот од нив го фотографирал оштетениот, потоа ја испратил фотографијата на вториот осомничен, кој пак натаму ја доставил на поголема група лица. Во моментот обвинителството превзема и други действија за целосно расветлување на случајот, пошто ќе биде донесена јавно обвинителска одлука за натамошно постапување. Уште за време на првото апсење на поранешниот прв човек на полицијата како да не важеа почитувањата на основните човекови права и презумпцијата на невиност. Не беше доволно незаконското фотографирање од распитот пред судија на претходна постапка во кривичниот суд, кога за прв пат беше уапсен во ноември лани, па неколку дена покасно беше објавена фотографија од екс-министерот на полицијата во истражниот затвор Скопје, додека е на издржување на мерката притвор. Срамната фотографија беше направена од стражарската кула која гледа во дворот на Шутка. За овој случај, под притисок на јавноста, постапка отвори и внатрешната контрола на МВР. Тогаш од Министерството објавија дека сликарот не бил вработен во затворот, туку бил припадник на единицата за поддршка на полицијата, која во Шутка била ангажирана да го чува поранешниот шеф на МВР. Чинот на фотографирањето го видел затворски чувар и го пријавил случајот. Внатрешна контрола уште во декември утврди кој го сликаше Чавков. Фотографијата ја направил еден полицаец, кој потоа сликите ги дал на негов колега, а тој ги објавил на социјалната мрежа Facebook. Фотографијата на Facebook беше објавена на групата Јавен ред и мир. Чавков уште кога го уапсија првиот пат, не престана јавниот линч против него. Го фотографираа и додека чекаше во Скопскиот кривичен суд да биде распрашан пред судија на претходна постапка. Иако станува збор за тајна процедура, сепак фотосесијата најдена восклик кај дел од политичарите. Кривичен уштистиот ден по барање на Алфа информираше дека фотографијата не е од камерите во судницата, а чинот го нарекоа несовесен. Но и по неколку месеци повторно имаше потреба од разбранување на јавноста со шпекулации. Минатата недела од брифинг во кривичен суд излезе информација дека мерката притвор на Чавков му се продолжува и затоа од куќен притвор е префрлен во истражниот затвор во Шутка, бидејќи своеволно ја сменил адресата на живење. PR стратезите сигурно заборавија дека во октомври лани викаа фотографи да го овековечат селењето на Чавков од функционерската зграда кај Нова железничка во Скопје, а и кога го уапсија во ноември лани објавија дека бил лишен од слобода во куќата во Новолисиче. Нејасно е како полицијата два пати го барала во празен стан на МВР во општина Центар, кога и на обвинението и на решението за притвор стои адреса во Лисиче, а надлежни да вршат контрола дали Чавков е дома во куќен притвор се полицајците од полициската станица Аеродром. Сценаристот направил дузина пропусти во филмот, што со сета сила се обидува да и го пласира на јавноста. Од тука се наметнува прашањето: ако обвинителството за гонење организиран криминал и корупција има доволно докази за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста на државата, чуму циркузот. Поднесувањето на обвинението за 27 април беше проследено и со доза шпекулации во јавноста. Некои од нив се покажаа како лажни. Еден таков беше примерот, односно информацијата, дека наводен нарачател на нападот на собранието бил телефонски повик од Виена. Потоа се шпекулираше дека повикот го извршил телохранител на поранешниот премиер
Никола Груевски. Во продолжение следува изјава на Груевски за овие случувања. Да имаше доказ против мене, ја одамна ќе бев немаше да бидам тука. Што не значи пак дека тие што ги уапсија дека се виновни, апсолутно. И тие не се виновни, но еве тие го понесоа товарот на тој случај. Јас разговарав со членот на моето обезбедување, кога го прашав дали откако ги прочитав овие наведи, дали имало некаков разговор, ми рече дека како и секој друг кога ќе замине на пат во странство, имал телефонски краток разговор со неговата сопруга, семејни разговори и со неговиот брат, исто така семејни разговори и тоа е се, ништо повеќе од тоа. Да имаат докази, до сега немаше да бидат работите вакви како што се во однос на сето тоа. И еве јас ги повикувам, ако имаат било каков доказ против мене, веднаш без двумење да го објават. Дали сметате дека тоа е намерно насочување за да се пласира информација за ваша деградација во јавноста, дека ете и вие сте биле вмешани во... Не само што е намерно насочување, туку е и правено така да се објавува на рати, во фази. Прво се каже дека мој телохранител, внимавајте, во обвинението тоа не го пишува, но 90% од медиумите изјавија во насловите дека нарачал инцидент. Тоа не го пишува во обвинението, ако го пишуваше и тој и јас веројатно ќе бевме под сериозна истрага или ќе бевме обвинети. Меѓутоа 90% од вашите колеги објавија дека мој телохранител нарачал инцидент, оној што се случи. Попусто беше нашето објавување дека тоа не е точно и така натаму, кога сите 90% од медиумите тоа го објавија. Потоа се чекаше едно 3 дена за тоа да се зборува 4, па втора фаза да објават дека тој бил брат на тој и тој. Па сега се чека тоа неколку дена и така натаму. Значи, се е тоа во контекст, не само на сочување, заради деградирање, омаловажување, отцрнување и така натаму, што е очигледно патолошка обсесија на оваа власт, туку и за дефокусирање на јавноста од реалните проблеми во државата, од реалните грешки на владата, од реалните пропусти и од крупните процеси за редефинирање на многу работи во Македонија кои што беа претходно најавени од страна на СДСМ. Во минатото издание на Несомнено објавивме една информација за началник на еден оддел од битолската полиција кој бил вмешан во сообраќајна несреќа, поточно неговиот син. Внатрешна контрола по прилогот во емисијата Несомнено го истражила случајот и еве што открила. Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди по прилогот на Несомнено го истражи случајот со началникот на еден оддел во битолската полиција чиј син направил сообраќајна несреќа и го оштетил возилото на негов другар, за што требале да платат одштета, па поради одолговлекување завршиле на суд. Во дописот што стигна до нашата редакција стои дека внатрешна контрола утврдила дека сообраќајната несреќа што се случила ноќта на 16 април 2016 година не била пријавена во полиција. Но овде не се утврдиле никакви евентуални непочитувања на дисциплински постапки од страна на началникот, кој таа ноќ бил на работа, но сепак за несреќата не повикал полиција за да се направи увид на лице место. Оделот на внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди изврши проверки по ваквите наводи при што утврди дека сообраќајната незгода на ден 16.4.2016 година не е пријавена во СВР Битола. Во конкретниот настан оштетеното возило било сопственост на таткото на неговиот другар, со кој меѓусебно се договориле на лице место и не го пријавиле настанот. Во подоцнешната постапка за санирање на штетата дошло до недоразбирање кое што завршило со поведување на судски спор во Основен суд Битола. За истото е донесена пресуда од 20 ноември за надоместување на штетата. Како што веќе објави Несомнено, ноќта на 16 април пред 2 години синот на началникот, кој бил другар од средно со синот на оштетениот битолчанец, критичната ноќ биле излезени заедно. Синот на началникот го замолил својот другар да го повози неговиот автомобил. Ги добил клучевите, па тој бил возач, а синот на оштетениот совозач. Несреќата се случила половина час после полноќ. Возилото од ударот било оштетено, но за среќа во сообраќајката немало настрадани. Случајни минувачи повикале брза помош, иако ниту оштетениот, ниту тужениот имале потреба од лекар.
На лице место дошле и двете семејства. Таткото на момчето кој тужи во случајот пристигнал со такси. Дошол и началникот кој ноќта бил на работа. На местото на несреќата пристигнал со службена кола без полициски ознаки, но придружуван од полицаец во униформа. Возилото го подигнала шлеп служба, односно го земале началникот и неговиот син. По неколку дена се сретнале четворицата во еден ресторан во Битола. Овде началникот му посочил на битолчанецот дека не се исплатило возилото да се поправа и предложиле тие да го земат возилото и да го продадат, а за тоа да им исплатат 3000 евра, пишува во првостепената пресуда на Битолскиот суд. По одреден период таткото и синот оштетени во постапката добиле телефонски повик. Тужените ги известиле дека автомобилот го продале за 750 евра. 50 евра задржале тужените за себе, а на оштетените битолчани им дале само 700 евра. Дента кога им дале мал дел од парите, ја земале и дозволата за возилото. Им ветиле дека остатокот од парите, односно 2300 евра, ќе им дадат за брзо време. Но со месеци, иако началникот имал средба со таткото на оштетеното момче, па во неговата канцеларија во полиција бил и адвокатот на оштетените, сумата до 3000 евра не била исплатена. Случајот бил даден на суд, каде следи пресврт на целиот случај. Началникот и неговиот син сега пред судот во Битола негирале дека воопшто се случила сообраќајна несреќа на 16 април 2016. Во прилог им одело тоа што критичната ноќ не била повикана полиција на лице место, но иако полицијата не ја забележала несреќата, сепак судот обезбедил доказ од брзата помош, која на местото на несреќата ја повикале случајни минувачи кои ја виделе сообраќајката. Со писмен доказ доставен од брзата помош се утврдува дека со сигурност настанала сообраќајна незгода и на лице место биле евидентирани сведокот А и второ тужениот К, а тужените во својот исказ негираат било каква сообраќајна незгода во која учествувал К на наведениот датум. Судот оцени дека исказите на тужените во цело се дадени со цел да ја избегнат обврската за плаќање на договорениот износ со тужителот. Поради тие причини, не го прифати исказот на тужениот Н, во кој тој наведува дека не бил на лице место после настанот, дека немал средба со адвокатот РА во службената канцеларија и дека неговиот син К таа вечер бил излезе со девојката, а не со другар му А. Одлуката што ја донесол Битолскиот суд е началникот и неговиот син на оштетените солидарно да им платат уште 2300 евра, за што, како што наведува судот, постоел усмен договор меѓу двете страни. Ви благодарам за вниманието, имајте убави празници и останете со добро. Пријатна вечер.